Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис и Менада. Во нив ќе гледате. Селото Луковица со денови одсечено поради високата снежна покривка на патот. Одбележани 60 години од постоењето на Тетовското одделение на Државниот архив. Минатиот и овој месец, заклучно со денеска, на поширокото Тетовско подрачје вкупно биле изречени 415 мерки за пречекорување на брзината. Селото Луковица со денови одсечено поради високата снежна покривка на патот. Жителите се жалат дека речиси е невозможно да се оди или да се замине од селото кое се наоѓа на планината Сувагора во рамки на општина Желино. Жителите на Луковица алармираат дека им привршуваат залихите со храна, а тие не можат да излезат од селото затоа што патот е завеан со снег. Ваквата состојба трае повеќе од една недела поради снежните наноси високи речиси до 1 метар. Во селото во моментов има 45 жители, а дел од нив се и повозрасни лица. Имаат само едно теренско возило, но и со тоа тешко се поминува. Моментално состојбата е катастрофа. Сега само со теренско возило може да се дојде до село. Па моментално што имамо залиха, тоа трошимо сега за сега, али многу се кратки залихите, така да ќе мораме, не знам како ќе се снајдем, ќе видиме. Само Господ ако ми даде да не врне снег више. Од местната заедница потенцираат дека патот Грубчин-Седларево е исчистен, а нивниот крак од 5,5 километри не е. Се обратиле до општина Желино, но досега нема никаква активност на терен. Првиот снег што падна на 2 февруари, на 3 и на 4 патот од Грубчин до Седларево е очистен, нашиот крак од село Луковица до Крстец не е чистен. Другиот снег сега што падна на понеделникот и вторникот има со поголем ветер, има наноси до метар. И патот не е проден. Тамо продавница нема, тоа што има резервите ги користат, чак и нема ли струја 2 дена, али струјата па е надминато дојдено е. Значи, а за другото, тоа е. Ја не знам кај кого би требало да се обратимо, дали некоја институција може да му каже на градоначалникот. Имаме проект самите изработено однесење во транспорт и врски за реализација на патот за асфалт. И ќе чекаме одговор до каде ќе биде со тој проект за асфалтирање на патот. А патот е неопходен за тоа село, пошто има тамо 3 објекта црквини, од кои конаците се при крај, и не може луѓето од овде и од селото да иде до горе заради снегот да ги изврша обврските православни, речено црквини. Луковица има 80 домаќинства, освен постојаните жители и лица кои поседуваат викендици. Во летниот период, како и за време на викендите, во селото посетеноста е многу поголема. Одбележани 60 години од постоењето на одделението од Тетово на Државниот архив, преку пригодна изложба на фотографии и историски документи. Беше извршена и промоција на книга. Раководителот на Историскиот архив, Младен Матовски, го истакна значењето на постоењето на оваа институција, а присутен на одбележувањето беше и директорот на Државниот архив на Северна Македонија. Зградата во која е сместен архивот е од тука е сместено од 1965 година, а зградата датира од 1929 година. Архивот е регионален архив, значи за Полог, поранешните општини Тетово и Гостивар. За значењето на архивот може да се каже, бидејќи е единствен орган од ваков вид во Полошкиот регион. Води евиденција за 279 иматели од управа јавни служби, од правосудство, образование, култура и наука, стопанство, верски институции и заедници, лични фондови,
семејни фондови, збирки на архивски фондови. Значи, во архивот се превземени вкупно 795 архивски фондови збирки. Содржината на тие архивски фондови збирки е различна. Значи, имаме фондови од органи и јавни служби, имаме фондови од правосудство, фондови од образование, култура, наука, фондови од стопанство, исто така имаме лични фондови, семејни фондови, збирки на фондови и фондови од поранешните општествено-политички организации. Количината на материјалот кој што е депониран во архивот во Тетово изнесува околу 1100 метри должински. Едно појаснување само, 1 метро должинско кој содржи 10 архивски кутии, а една архивска кутија содржи околу 1000 листови. Што значи богатството на архивски материјал зборува за сите сегменти од општествено-политичкиот и стопанскиот живот на Поло. Затоа, со право, по неговото формирање, почнува организирана работа за заштита и унапредување на архивското работење и архивската дејност. И јас би го нарекол тоа, архивот во Тетово во изминатиот период е 60 годишен чувар на културното наследство во Полошкиот регион. Навистина ми представува задоволство, па морам да признам и некое посебно задоволство покрај толку трудови. Оваа изложба ми значи многу. И затоа што бев дел од екипата, односно ја водев екипата која ја создаде оваа изложба, да ги прочитам колегите, Јасмина Дамјановска, Младен Матовски, Ирфете Ибреини. Оваа изложба се базира на материјалот, архивскиот материјал со кој располага оделението во Тетово и државниот архив, каде што се чуваат исто така значајни документи од историјата на подрачјето кое го опфаќа и надлежностите кои ги опфаќа овој архив. Во самата содржина на оваа изложба, навистина можем да кажам слободно дека е мощна и богата. Започнавме со прво описот на објектот на архивот, неговата историја преку документи, а потоа низ еден историски хронолошки приказ и покривме периодите од првите сочувани документи кои зборуваат за овој крај од 12 век, тоа е од времето на Византија, потоа тука се од османлискиот период документите. Морам да нагласам дека најстариот документ кој се чува во архивот тука е сиджилот од 1704 година, што навистина е една реткост за наши прилики. Исто така во оваа изложба се од овој османлискиот период се прикажани и документи кои не само што ги создавале локалните управи, туку и документи создавани од приватни лица, од верски заедници, така што сметаме дека е офетен еден добар период со најразлични аспекти од живењето на овој крај. Во рамките на тие прослави, односно одбележување на јубилеот 70 години од постоење на државен архив, подготвивме неколку активности, меѓу кои изложбата во Штип, постојаната изложба во Штип, постојаната изложба во градскиот архив во Скопје, што беше отворена на 13 ноември по повод ослободувањето на Скопје, и оваа во Тетово, која денеска имаме можност да ја отвориме и да се запознаеме со регионот во Тетово и Тетовско, со неговиот историјат и со многу историски документи, факти и фотографии. Зголемување на процентот на имунизација на населението е услов за укинување на превентивните мерки како носење маски, дезинфекција и дистанца, вели министерот за здравство Беким Сали. Превентивните мерки се уште не се укинати.
од почеток на самата пандемија до денес се уште продолжуваат превентивните мерки, односно таа златна тројка која што е општо позната за сите. Растојанието треба да го чуваме, хигиената лична да ја одржуваме постојано и маската да се носи. Се уште не сме во фаза на општа имунизација на нашиот народ, па да кажеме дека маските не ни се потребни или растојанието може да биде помалку од метар и пол. Цело време апелирам на вакцинација за да ги скратиме сите тие превентивни мерки да бидат полесно прифатени. Забележуваме по социјални мрежи коментари, еве Данска укинала, Велика Британија укинала, меѓутоа таму над 80% е процент на вакцинација е 86%. Во Италија 91%. Ние сме 41%. Има ли резон на што да укинеме ние? Значи нема резон се уште. За жал. Над 6500 апликации се доставени за мерката за покривање на дел од сметките за струја на домаќинства со ниски приходи, истакна министерот за економија Крешник Бектеши. Тој додаде дека трошоците за електрична енергија на граѓаните ќе им се намалат за 600 до 800 денари. Бројот на пристигнати барања во архивата на Министерството за економија заклучно со вчерашниот ден изнесува 6000 барања, а согласно предвидените буџетски средства за ова намена, која изнесува 60 милиони денари, со финансиска подршка може да се стекнат околу 7000 домаќинства. Очекувам дека денеска и утре во нашата архива ќе пристигнат уште околу 200 барања од барателите кои заклучно со вчерашниот ден преку пошта ги испратиле своите апликации. Со што сакам да заклучам дека имаме успешна реализација на ова мерка која ја најавивме со кризната состојба во делот на електричната енергија. За спроведување на активностите за реализација на финансиската подршка за лица со ниски примења, формирани се 5 комисии во склоп на Министерството за економија, кои активно ќе работат до крајот на февруари и ќе биде изготвена финалната листа на баратели кои ќе се стекнат со финансиска подршка од ова мерка. Финансиската подршка ќе ја добијат најранливите категории преку примена на принципот најниски примења во домаќинство во 2021 година во соодветната категорија која веќе беше во склоп на јавниот повик. Председателот на Советот на општина Тетово, Бесар Дурмиши, денес одржа пресконференција како одговор на дадена изјава во медиумите на министерот Крешник Бектеши, коментирајќи го објавувањето на списоците за склучените договори на дело од општина Тетово. Почитувани министер Дуи, по преземањето на општина Тетово нашата прва и главна работа беше и транспарентноста и правичното информирање на граѓаните за внатрешните работи на институцијата и јавно објавување на сите законски прекршоци направени од вашиот сопартиец. Ако за вас долгот што го составува вашите сопартици 24 милиони евро еден месец, за нас тоа е сериозен проблем кој бара сериозни решења. Ако за вас сумата од 7 милиони евра што се на извршители, негрижата, злоупотребата на парите на граѓаните што го блокираше функционирањето на општина еден месец, за нас е неодговорност кон тетовските даночни обврзници. Ако за вас еден месец да плаќате партиски милитанти од општинскиот буџет преку договори на дело, а вработените во ЈКП Тетово немаат платено ниту здравствено осигурување, во време кога нашата држава се соочува со здравствена криза предизвикана од пандемијата, за нас е заложба за решавање на проблемите на ова категорија на граѓани, кои едва и можат да обезбедат екзистенција. Ако за вас недостигот на вода за пиење за граѓаните на Тетово е еден месец, за нас тоа представува основно човеково право и со најголема посветеност ќе се заложиме за решавање на овој проблем, наследен од водечките структури на вашата партија. Како што ведивме, ќе продолжиме да бидеме транспарентни пред граѓаните со континуирано објавување на сите договори на дело. Ние не го создадавме долгот и проблемите на општината Тетово, туку го наследивме од вас. Почитувани Крешник, еден месец терате вие, бидејќи цените на основните производи постојано растат, погрижете се за економијата на земјата. Министере, секогаш спиевте и продолжите да го јадете медот на граѓаните. Економската зона е ваш неуспех, господин Бектеши. 2 случаи на пронајдена марихуана кај повеќе лица.
Регистрирани 2 физички напади во Тетово. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 21 часот и 10 минути во Тетовски Пирок лишиле од слобода 20 и 21 годишник од ова село, затоа што при нивен и преглед на возилото со тетовски регистарски ознаки, што го управувал 20 годишникот, била пронајдена марихуана. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово и по документирање на случајот, против нив ќе следува соодветен поднесок. Ноќеска 10 минути по полноќ на улица 18 ноември во Гостивар, полициски службеници лишиле од слобода 19 и 28 годишник од Гостиварско Форино и 26 годишен гостиварец, затоа што при преглед им била пронајдена марихуана. Тројцата се задржани во полициската станица Гостивар за натамошна постапка и ќе се соочат со поднесок по член 215 од Кривичниот законник за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. 32 годишен тетовец пак ноќеска во 1 часот и 30 минути пријавил дека 1 час пред тоа на улица Илинденска во Тетово бил физички нападнат од машко лице. Според пријавеното, напаѓачот користел и тврд предмет. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следи соодветен поднесок. Вчера во 14 часот и 30 минути 61 годишен тетовец пријавил дека околу 14 часот на улица 29 ноември во Тетово, каде што бил паркиран со неговото такси возило, физички бил нападнат од машко лице. Се расчистува и документира случајот, пошто ќе следува соодветен поднесок. Минатиот и овој месец, заклучно со денеска, на поширокото тетовско подрачје вкупно изречени биле 415 мерки за пречекорување на брзината. Секторот за внатрешни работи Тетово ги засили планираните активности за контрола на брзината со која се движат возилата на ова подрачје. Вчера во периодот од 8 до 20 часот откриени и санкционирани се 12 возачи, односно возила, 4 од Тетово и 8 од Гостивар, кои ја пречекориле максимално дозволената брзина надвор од населено место, од кое едно возило за повеќе од 70 км на час. Покрај ова санкционирани се и 8 возачи од Тетово кои ја пречекориле брзината во населено место. При контролата исто така откриени и со соодветни поднесоци заокружени се и 53 други видови сообраќајни прекршоци. Инаку минатиот и овој месец, заклучно со денеска, на поширокото тетовско подрачје вкупно изречени биле 415 мерки за пречекорување на брзината. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно со апел до сите возачи да ја прилагодат брзината според условите на патот и да ги почитуваат постоечките ограничувања регулирани со сообраќајни знаци, со што ќе придонесат за личната и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Имајте пријатен ден.